Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Како да се препозне покачениот крвен притисок кога поголемиот дел од пациентите немаат никакви симптоми? Колкави треба да бидат бројните вредности на измерениот крвен притисок за да се постави диагноза хипертензија? На каков начин правилно се мери крвниот притисок? На која рака? На левата или на десната рака? Важно ли е во кој дел од денот ќе биде измерен притисокот? Дали покачениот, односно високиот крвен притисок представува ризик фактор само за возрастните лица или пак може да доведе до сериозни компликации кај секој од нас? На каков начин се лекува крвниот притисок и зошто понекогаш некои пациенти не реагираат на медикаментозната терапија? Имаме навистина многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доктор Антонио Антовски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во градската општа болница 8 септември. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа следува денешното издание на Телма амбуланта. Високиот крвен притисок е најраспространетата незаразна болест во светот која засега 30 до 60% од светската популација. Како да се препозне покачениот крвен притисок кога најчесто не дава симптоми, ќе ни појасни денешниот гостин доктор Антонио Антовски, субспецијалист по кардиологија, раководител на одделот за кардиологија во градската општа болница 8 септември. Докторе, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Оние што ќе добија диагноза хипертензија или пак им кажа дека притисокот им е благо или пак сериозно покачен, првото прашање што го поставува, дали може би оваа болест е наследна? Па наследна ли е? Има наследен фактор, учествува, но не е толку значаен. Повеќе е болест на нашите лоши навики. Живот без физичка активност, лош начин на исхрана, стресови, прекомерна злоупотреба на стимуланси како што се кофеинот, алкохолот, пушењето, нередовен живот, недоволно одмор, недобар сон. Значи сето тоа влијае за жал на крвниот притисок и како што рековте, светски распространет проблем. 30% од светската популација, меѓутоа се смета дека 60% од популацијата со зголемен крвен притисок живее во земјите во развој, како што е нашата земја. Колку е тоа распространето, зборуваат бројките. Четвртина од популацијата на возраст повеќе од 25 години има зголемен крвен притисок. Значи, тоа не е проблем само на возрастните, туку и на младите. Возраст бориме, а кај возрастните возраст од 80 години статистиката вика 9 од 10. Значи, малтене сите имаат зголемен крвен притисок, затоа велам, генетиката е помалце фактор, начинот на живот и возраста нормално со влијанието на старењето на крвните садови доведува до толку висок процент на зголемен крвен притисок. А што со бубрезите? Точно ли дека кај лицата со покачен крвен притисок тие се помалку чувствителни кон излачувањето на солта всушност од организмот? Сепак тоа е поврзано со начинот на исхрана, значи зголемено количество сол во храната, но дали може би бубрезите на овие пациенти излачуваат помалку или нема научни докази за тоа? Не е точно дека помалку излачуваат, вистината е дека високиот крвен притисок е најчеста причина за нарушена функција на бубрезите. Значи они се водечка причина за оштетување на бубрезите, за бубрезите сега да не функционираат како што треба. Значи, реално, светски проблем кој што е здравствен, социјален, економски, од кои причини? Затоа што доведува до половина од кардиоваскуларните заболувања се причинети од високиот притисок. Тука е мозочниот удар, тука е срцевиот удар, тука е срцевата слабост. За жал не застанува тука. Високиот притисок е во 20% од случаевите одговорен за смртноста во светот. Збориме општо за смртноста. Кај пациентите со диабет, тоа е 40% од смртните случаеви се предизвикани од високиот крвен притисок.
Високиот крвен притисок е водечка причина за смртност кај мајката и кај плодот во текот на бременост. Јас спомнав мозочен удар, срцев удар, како последица намалена работоспособност, инвалидност. Значи товар не само за поединецот, товар за семејството, товар за општеството. Токму затоа на времено треба да се открие овој проблем и да се третира. А како што рековте, поминува долго време не е откриен. Обично колку години може да имаме покачен крвен притисок пред болеста да го покаже своето вистинско лице? Не можеме да збориме за години, значи збориме за последици. За жал, високиот крвен притисок е тивок убиец. Може да помине долг период без симптоми и да се манифестира со некои од компликациите. Може првата манифестација да биде мозочниот удар. И после тоа откриваме дека пациентот има висок притисок. Или доаѓа со срцев удар и тогаш дознаваме дека има висок притисок. Неопростливо е дека статистиките велат дека само 40% од луѓето кои имаат зголемен крвен притисок во земјите во развој, повторно збориме како нашата земја, се свесни дека имаат зголемен крвен притисок. Значи останатите не ни знаат дека имаат голем притисок. Бидејќи не чувствуваат никакви симптоми. Не чувствуваат затоа што се некарактеристични. Најчесто зголемениот крвен притисок се манифестира за почеток со главоболка, бучење, зуење во ушите, замор, малаксаност, некој знае да се жали на гадење, тежина. Значи, толку се неспецифични симптомите што поминуваат непрепознаени. Тука е пропуста што немаме скрининг. Така. Значи, потребно е да се мери крвниот притисок, за да се провери дали има зголемување на крвниот притисок. И вториот е момент кога ќе констатираме дека притисокот е повеќе од тоа што е препорачано, дека треба да реагираме, да се обратиме за помош кај медицинско лице, што за жал нашите пациенти не го прават. Некогаш ќе велат јас се чувствувам добро, да, не ми е ништо. Точно така, значи немам проблеми, притисокот е висок, па добро, мене тоа не ми смета. Или има некои формули интересни што и ден денес се слушаат кај нас на Балканот, собираат возраст 100 плюс годините на живот, толку треба да ми биде притисокот. Значи тоа е нешто што во литература не може да се сретне, али може да се слушне од нашите сограѓани. Добро, колкав треба да биде притисокот? Што значи оптимална вредност? И колкава треба да биде бројната вредност на измерениот крвен притисок за да речете овој пациент има хипертензија? За да нема конфузија, луѓето да не се плашат, до 140 за големиот, 90 за малиот, велиме дека е прифатливо. Велиме високо нормален крвен притисок. Значи високо нормален. Високо нормален, пазете. Значи таа граница е помеѓу 130 и 140 е нешто како гранична зона, кога велиме треба да се вклучи алармот. Ако тука припаѓаме, треба веќе да водиме сметка. Да преземеме мерки во однос на начинот на живот, начинот на исхрана, физичка активност. Се што е измерено повеќе од 140 со 90, тоа е веќе зголемен крвен притисок. Кога ќе имате еден пациент со зголемен крвен притисок, дали ја анализирате неговата целокупна општа состојба пред да процените колкав е ризикот за него од оваа состојба? Сам по себе високиот крвен притисок е ризик фактор за кардиоваскуларни заболувања. Кога тука ќе се додаде уште некој друг ризик фактор, сега тука имаме аритметичка прогресија. Тука има например, зголемениот шекер, зголемените масти во крвта. Што се всушност може да доведе до компликација на покачениот крвен притисок и зголемен ризик од кардиоваскуларни болести, а тоа се покачениот шекер во крвта, бубрежната слабост, покачените уреа и креатинин, покачени масти во крвта, холестерол и триглицериди, дебелина, физичка неактивност, всушност и конзумирање солена храна, пушење, алкохол, нередовен менструален циклус, мозочен или срцев удар. Значи, сето ова може да искомплицира ситуацијата.
Сето тоа е само плюс причина за сериозно да се свати високиот крвен притисок и да се преземат мерки што побрзо да се стави под контрола. Во зависност од вредностите, некогаш имаме време за да постепено делуваме прво со промени на начинот на живот. Вие Значи, ги прво го кажавте. советувате, најнапред советувате промена Значи, на начин исхрана, прво, основно, физичка активност. што секој може да направи за себе е да го промени начинот на живот. Не е доволно да се пијат лекови. Ако не се сменат тие лоши навики, тие негативни влијанија продолжат, лековите едноставно ќе бидат ќе имаме една ситуација да лекот се бори спроти нашите лоши навики за да го исконтролира притисокот. Што е недозволиво и жалосно е. Ако се повторам пак, тоа е причина да некој добие мозочен удар или срцев удар. Доктор, ако некој пациент веќе е имал срцев удар, диабетичар е, пуши, а притисокот му е, да речеме, 140 со 90, дали кај него ризикот да добие повторно мозочен или срцев удар е многу поголем отколку кај некој пациент кој што е, да речеме, здрав, кој што нема никакви болести, има притисок 160 со 100, да речеме? Чи да не ги плашам пациентите, меѓутоа целта е да ја подигнеме свесноста. Некој што има прележано срцев удар, статистиката века дека во наредните неколку години шансата да се повтори срцевиот удар е 2 од 5. Значи, да не збориме о проценти, од 5 случаи, 20 после неколку години ќе се вратат со повторен коронарен настан, некоја форма на срцев удар, помал или поголем. Сега, ако на тоа додадеме зголемен крвен притисок, шансите се уште поголеми. Дури и граничните невредности, нормално дури и граничните, високи, тоа сакав сега да го кажам, ако има тој ризични. пациент 140 горна граница крвен притисок, за него, бидејќи ризикот е многу голем, препораката е веќе да се почне со терапија за притисокот да се држи под контрола и да се очекуваат помали вредности на притисокот. Зашто е тоа така? Бројки намерно кажувам затоа што да бидеме свесни што тоа значи. Намалување на притисокот за 10 мм на тој горниот притисок. Например, од 150 на 140. Или на малиот од 100 на 95 или од 95 на 90 за 5 мм, пазете. Тоа значи намалување на ризикот за појава на срцев удар за 20%. Значи, една малтене петина така, една мала е промена. намален ризикот за појава на нов срцев удар. Кај мозочниот удар тоа е 40%. Малтене половина ги намалуваме шансите. Сега замислете, имаме пациент со притисок 180. А велиме треба да биде 140. Колкав е тој ризик за нов некој кардиоваскуларен настан? Огромен. И затоа е многу важно кај тие пациенти што побрзо да се стави притисокот под контрола и затоа инсистираме тогаш треба да ги ставиме на располагање сите можни алатки. Не само модифицирање на начин на живот. Кај што е притисокот граничен или лесно зголемен, ние можеме да речеме да дозволиме месец, 2, 3 месеци модификации на начинот на живот, па тоа е некоја разумна временска рамка, ако очекуваме дека пациентот ќе се придржува. Значи, ако он за 3 месеци не го смени начинот на живот, а ние и понатаму чекаме тој тоа да го направи, ние сме соучесници ако он утре добие мозочен удар. Така. Значи, ако после тој период ние не успееме да го тоа исконтролираме, почнуваме со терапија. А ако пациентот веќе имал кардиоваскуларен настан, тогаш не чекаме. Тогаш не чекате, Препораката тогаш е одма да се веднаш почне со лекови. реагира. Што побрзо да се реагира. И сега ќе ни појасните како правилно да се измери притисок. Тоа ќе ни го покажете, ќе ни го прикажете практично и во студиото ќе влезе мојот колега Сашко Ратковиќ. Сашко, здраво. Добре ни доведе во студиото на Телма. Здраво. Здраво, Сашко. Здраво. Ја пред да прашам, треба да сум гладен или може на гладно? Значи, идеално е да не
оптеретен организмот, Тоа да не јадам, значи да добро. не е пон крвен стомакот. притисок не се мери пред, односно откако ќе се Ако најадеме. требаше да се најадам, ја да брзина да излезам да се најадам. Значи што е важно? Важно е прво да дозволиме време малце да се смири. Особата, еве по случајов не е пациент, рачунаме дека е здрав човек. Значи потребни се 5 минути за да притисокот се слушам, стабилизира. Не е во ред одма да го мериме. Особено не во телевизиска емисија, секако дека Посебно, да, сега благо се тоа одма покажува ќе го притисокот. кажеме дека влијанието фактор домашната атмосфера, комодитетот е нешто што не можеме да го постигнеме во студио, нити кога доаѓаме на доктор, така? Така наречен феномен на бел мантел. Значи се случува некогаш пациентот да има нормален крвен притисок, но да дојде на доктор и вие да му измерите покачен крвен притисок и тоа да биде лажно покачен, така? Ние инсистираме да притисокот се проверува во домашни услови. Затоа што пациентот се чувствува комфорно, спокоен, после соодветен одмор, 5-10 минути, во некоја атмосфера која што без звучни дразби, без камери, да бидеме реални, ова е стрес за секого. И затоа, кога мериме во ординација, секогаш со некоја резерва и многу ни е важно какви се вредностите во домашни услови. Ако има голема дискрепанца, ако во домашни услови вредностите на притисокот се добри, а во ординација се високи, тогаш бараме тоа да се повтори тоа мерење или поставуваме холтер за притисок. Тоа значи уред кој што во период од 24 часа ќе го мери притисокот повеќе пати во некои услови на нормално функционирање, работа, домашни услови, сон и тогаш ќе добиеме реална слика како е притисокот. Сашко, го мериш притисокот во домашни услови? Имам апарат, го мерев пред 5-6 години и вистина добар сум за баждарење на апарати. Толку ми 80 со 120. Секогаш нормален Да. нормален притисок, никогаш покачен и покрај покачената никогаш. тежина, бидејќи еве гледаме дека ризик факторите И па затоа сум покажуваат- тука, нели, да измерите, да видите што значи ова тело. Така се, он принцип како да се насмееме, нема вишок килограми, нема долна висина висина, така за е. тежината негова. Така да голем ризик фактор е обезноста. И сега Сашко ќе мора тоа да го свати сериозно. Пливам, докторе, трчам, чуда правам диети, ово, оно, да се трудам. Тоа не верувам. А, Тоа не верувам. понекогаш оди во Може бања. плива, али најверојатно Сашко многу јаде. Затоа што Што е вистина. ако внесуваме повеќе од што трошиме, затоа имаме вишок килограми. Имаш амбиција Сашко во еден период да направи драматични промени во исхраната. Се уште се придржуваш? Пак се трудиме. Сашко Ајде нема, сега да видиме најверојатно како се мери крвниот притисок, докторе, на која рака? Прво да го на левата или пофалам на Сашко што десната? има апарат дома. Дали некој има дома притисок, па имате апарат или... Не, Тоа е за комши. да, може право да не сум сменил батерии и може да и не работи. Значи раката во принцип е сеедно дали се мери на едната или на другата Значи, нема рака. разлика. И Обично пожелно- делат на лева, пожелно во близина е- на срцето. Се извинам. Пожелно, не. Видете, пожелно е да се провери притисокот и на двете раце. Затоа што треба да разлика има во отстапки. притисокот помеѓу двете раце зборува за некој проблем со крвните садови. Некое стеснување. Сега овој апарат е со стетоскоп, за разлика од овие модерните што се електронски. Па и ти има тука едно Сметате го дека ставаш. со стетоскоп попрецизно се мери? Не. Сакам да кажам, може да биде поедноставно за мерење, меѓутоа, Ова е некој златен стандард. Еве сега ќе бидеме тивки. порано во болниците имавме живини манометри, тие беа најпрецизни, можам да ви кажам, меѓутоа се малце непрактични, плюс жива користат и затоа се помалце ги имаме. Што вели овој апарат за притисок? Како се? Сашко има сега 125 со 90 притисок. На вистина Тој горниот, солидни долниот е нешто горе. не? вредности. Значи вредности кои што да речеме се физиолошки. посакувани. А велам пак во услови како што
да не се повторувам во емисија, мислам дека е Идеално, добар. идеално. Па може да речеме Но еве идеално. сега што советувате кај некој што има нормален крвен притисок, а има зголемена телесна тежина? Како да се избегнат кардиоваскуларни проблеми во ваков случај? Во ваков случај, Сашко еден мора да совет. обрне внимание на начинот на живот. Физичка активност, ако нема доволно. А што значи тоа? Тоа значи дека барем 5 пати во неделата треба 20 на минути да се задиши. Еве пливањето е убав спорт, пешачење, џогинг или возење точак. Значи кардио вежби што го активираат кардиоваскуларниот систем, да осети да се забрза работата на срцето, да се раздвижи крвта. Тоа само по себе помага да се регулира, да се намали притисокот таму кај што е покачен, таму кај што е нормален да се одржи таа вредност. Е сега во однос на внесот на калории. Тоа е едниот момент. Во случајов треба да троши повеќе од што внесува за да може да слабее. И еден друг важен момент тоа е изборот на храната. Солта е фактор кој што го качува крвниот притисок. Значи намален внес, во смисол не без сол храна, меѓутоа како што е спремена, домаќинката секако ставила храна или тој што ја спремал, да не се става екстра Да се ја сол. спрема. Тоа е шефот, значи. Да. Да се избегнува саламурено, пушено, бидејќи сето тоа е со конзерван сол, нема друг начин. И јаглените хидрати се проблем, шеќерите. И кога велам шеќер, не се однесува само на шеќерот како рафиниран шеќер, него мислам на се што јаглехидрати, се што е тесто. тесто, брашно. Затоа што Леп, тоа се јаглехидрати и сето тоа Кифли, организмот лиснати теста. што е во вишок го претвара во масти. И тоа го таложиме секојдневно. И еве една паралела, може да кажам дека тоа е едно воспаление во организмот пред се на крвните садови, кое што постојано секојдневно го разгоруваме. Го разгоруваме со храната, со тоа што внесуваме преку исхраната. И тоа е процес кој што води до артериосклероза, до промена на крвните садови, а крвните садови немам бројка сега која да ја кажам, тоа се километри, стотици низ организмот, низ кои постојано се движи крвта и преку која се транспортираат сите хранливи материи, размена на гасови. И ако има проблем со крвните садови, тогаш имаме проблем со функција на органи, на делови на телото и имаме болест. Сашо, имаш уште некое прашање поврзано Немам со јас, благодарам. денешната емисија, односно со денешната тема? Благодарам многу што дојде во студиото. Еве, видовме дека имаш нормален крвен притисок, што ме радува. Тостот, чувај го после емисијата, ќе го поделиме, мора да се намалат Може јаглехидратите. да си одам? Мене тоа не ми го препорача. Него ќе го даваме салата. Да. Се гледаме, Сашко, Благодарам подоцна. многу. Ние Поздрав. продолжуваме поздрав, ние продолжуваме понатаму со разговорот во однос на мерењето на крвниот притисок. Дали е важно во кој дел од денот, во домашни услови ќе го измериме? Видете, у принцип, срцето е пумпа што работи 24/7. Значи нема застанување. Циркулацијата е процес кој што се одвива постојано. Ако застане срцето, само неколку минути веќе настанува мозочна смрт, а после тоа и сите други органи. Зашто тоа го велам? Тоа значи дека периодот на денот не значи воопшто. Нас ни е важно да во текот на целото деноноќие имаме добри вредности на крвниот притисок. Имаме хипертоничари кои што и навечер кога спијат имаат висок крвен притисок. А кога им советувате ве кога ќе дадете препорака да се мери крвниот притисок во домашни услови? Како им советувате? Колку пати на ден да го измерат? Кога? Во Кога ќе принцип станат наутро пред да не си препорачуваме да се мери често притисокот. легнат? Што значи тоа често? Тоа значи првиот момент е пациентот да прифати дека има зголемен крвен притисок. Кога тоа ќе го прифати,
ќе прифати дека треба да го смени начинот на живот и ќе прифати дека треба да пие лекови. Сега, важно е да ги пие лековите. Секој лек за да има полн ефект, потребно е да поминат 10 дена. И затоа велиме, почнуваме со терапија, ако не чувствувате тегоби, не го мерете многу често притисокот. Нормално е и мене да ми го мерат притисокот 3 пати од денот, и кај мене ќе варира притисокот, затоа што ние сме од крв и месо, од емоции. Ние реагираме. Потребно е некогаш да се мери наутро, за да видиме кога се буди организмот, кога се активираат хормоните, како реагира крвниот притисок, дали не е под контрола со лекови. Потребно е да се измери на пладне некогаш навечер. Затоа и препорачуваме во различен дел од денот да се провери притисокот, затоа што и лековите што ги дозираме, некои имаат 24 часовно дејство, некои имаат пократко дејство. Врз основа на тоа, после тоа модифицираме терапијата. Можеби ќе преместиме некој лек наместо да се пие наутро, да се пие навечер, или наместо да се пие 2 пати, ќе се пие 3 пати. Од тој аспект не е важно да се мери во различни периоди од денот. Треба да водат дневник во кој дел од денот? Пожелно е. Пожелно е, затоа што повеќето пациенти доаѓаат со одговор дека или не го мерат притисокот, или матичниот доктор го измерил, ама не знаат колку бил, или па имаме друга крајност, кај што доаѓаат со список 4 пати од денот мерено притисок, со пулс, што е премногу, затоа што, пак ќе кажам, не сме машини. Нормално е притисокот да мрдне, а тоа мрдање кај пациентот предизвикува вознемиреност. Па чекај сега, значи не ми е добро контролиран и тоа е еден затворен круг. А се случува некош кога ќе го измериме да ни биде висок притисокот, а тоа да не е реалност, како што има некој пациент страв од бел мантил, да има страв од мерење на притисок, да му се крива притисокот додека мери. Има ли такви примери? Така е, често е тоа и затоа и препорачуваме да се повторно премери притисокот. Че ако се измери зголемен крвен притисок, да се премери после 5-10 минути, да се остави време да се смири особата и да се премери повторно притисокот. Ако ја нема испиено редовната терапија, да го испие лекот, па повторно да го измери после 2-3 часа од кога ќе почне да делува лекот. А кај пациентите со покачен крвен притисок, покрај тоа што ќе побарате во домашни услови да го следат притисокот, да го мерат не пречесто како што споменавте, дали треба да се прават и редовни испитувања на шеќер во крвта, уреа и креатини, значи за состојбата на бубрезите тие даваат некаква информација, масти во крвта, треба ли тоа редовно да се следи? Треба да се следи затоа што ние всушност ги следиме последиците од високиот крвен притисок. Преку мерењето на функцијата на бубрезите гледаме дали има штетно влијание притисокот на бубрезите. Шеќерот и мастите ни се важни како фактори кои што заедно со крвниот притисок штетно делуваат на крвните садови и нивниот ефект се надополнува, се мултиплицира. И затоа ни е важно да ни бидат под контрола. Затоа што еден ризик фактор ако го држиме под контрола, како притисокот, а другите не ни се под контрола, не сме го постигнале целниот ефект. Да спречиме старење на крвните садови, пошто во основа се повеќе за тоа се зборува. Староста се одредува према староста на крвните садови, не према годините. Имаме ние, јас ќе го цитирам мојот ментор, професор Борозанов, кој што сакаше да каже какви се ова генерации кои што манифестираат рано компликации од болести, од висок притисок и од шеќер. Начинот на живот. Живееме во друго време, под други услови, можеби со повеќе стрес, со повеќе оправдувања дека немаме време за себе, што не е вистина, за жал. Немаме свест дека кога ќе дојдеме во ситуација да го изгубиме здравјето, тогаш ќе се освестиме и ќе трчаме по здравјето. За жал, нешто што сме го добиле со раѓање бесплатно. Значи, ние се раѓаме во главном здрави, повеќето без никакви здравствени проблеми.
Не сме го платиле тоа здравје, не го поштуваме, не го цениме. Кој ќе го изгубиме, тогаш сваќаме што сме изгубиле и тогаш ете трчаме сега да го вратиме здравјето. А тогаш е многу тешко? Па тешко е затоа што промени се настанати кои што во повеќето случаи успеваме само да ги контролираме, да не напредуваат, да не прогредираат, меѓутоа не можеме да се вратиме назад. Ке ги поканиме гледачите, имаме уште многу малку време до крајот на денешната емисија, но и те оставаме простори за вас, почитувани, да се вклучите во денешната Телма амбуланта со некое од вашите прашања. Од овој момент емисијата ќе биде контактна. Докторе, во однос на терапијата, најдов некои податоци дека повеќе од половина од пациентите на кои што има препишана терапија не ја земаат редовно или пак ја земаат неправилно. Зошто тоа се случува? Што говори вашето искуство? Во основа е повторно не прифаќање на проблемот. Не прифаќање на проблемот. Не чувствувам тегоби, мене тоа не ми смета и очигледно не е свесен дека тоа доведува подосна до проблем, кој што проблем може да биде страотен, во смисол, како што викаат старите, дали ќе удри чиракот или ќе удри мајсторот. Кога ќе зафати со чеканот, какви ќе бидат последиците. Ако има среќа, ќе помине со полесна последица или без последица, ама некој првата манифестација им е срцев удар или мозочен удар со инвалидност. Така. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледачка од Скопје на телевизија. Така. Поздрав до господинот. Ви благодарам. Антонија. Имам едно прашање. Имам 59 години и сиот живот имав низок притисок. Значи 115 со 70 ми беше најмногу. Ми се случи да паднам пред 2 месеца, скрши се ребро и после тоа почна ми се качува. Дури стаса еден ден до 165 со 122, но тоа се случи само еднаш. Некои 15 на дена ми беше висок, 145, со 100, со 102, со 120. Така. Сето тоа сега се смири. Бев на интернист, ми препиша Копренеса и Конкорд. Меѓутоа, сега има некои 10 на дена, дома сум, не одам на работа, на стината сум и воопшто не ми се качува притисокот. Но затоа пак ми се случи 2 дена, сабота и недела, да имам толку силна тахикардија, што дури од куцаите ми стигна до 150. Завршив на клиника, се беше во ред, јас се вратив назад, здрава, нели? Здрава, мислам жива, но не ми се качува никако од 105 со 70 повеќе не ми се качи. Дали да ги пијам Копренесата, докторе, или да не ги пијам, или по потреба да ги пијам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е едно интересно прашање и често се случува ова. Некој да има нормален притисок или низок и наеднаш да се качи. Што велите за ваквите ситуации? Притисокот што бил зголемен може да биде провокација, повредата, господјата имала скршеница на реброто, можеби неактивност или не знам што. Меѓутоа, бројките беа поголеми, 160 со 120, кажа господјата, тоа се поголеми вредности. Ако се повторува, значи ако е само едно инцидентно мерење, не почнуваме со терапија. Бараме таа состојба да се следи. Меѓутоа, во случајот во наредните 2 месеци се повторувале вредности како 150, со некои вредности, како рече господјата, до 100 или не знам точно, да не грешам. И заради тоа докторот отпочнал со терапија. Кога веќе ќе диагностицираме зголемен крвен притисок, обично потребата е да се продолжи со лековите додека е векот. Во случајот, ако притисокот као и господјата се намалува, како што е сега 105, може да се коригира дозата. Значи помала доза да се Помала доза од лекот да се даде. Најдобро е тоа да се направи во консултација со вашиот доктор, значи. Не би ве советувал сами да менувате доза, не знам ни која доза од лекови имате. Значи, вашиот доктор да ја коригира дозата, а во однос на срцебиењето, тахикардијата, тоа е нова состојба, нов момент кој што ќе треба да се доиспита понатаму. 150 фреквенција е
доста голема фреквенција во мирување. Може би била правилната срцева работа, може била некоја аритмија. Тоа Значи, ќе треба да се испита, провери, да се провери. испита со вашиот доктор. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Благодарам. Вака сега, јас би сакал да прашам, се работи овдека за доста висок притисок поред терапијата која што се прима. Примам Блоксан 100 мг, Лерканил 10 мг, Фуросемид во текот на денот и навечер Скоприл од 10 мг. Меѓутоа, и поред таа терапија, притисокот не е никогаш испод 150-160. А некогаш доаѓа и 180, дури 190 со 110. Па што би сакал да го прашам докторот, што да правиме Што во да се преземе едни такви Хипертензијата е всушност резистентна на лекови. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова сакавме да го разработиме детално, но не знам дали ќе имаме време. Еве, докторе, накратко, зошто некогаш се случува ова пациентите да земаат терапија, а притисокот и понатаму да биде висок? И што да се прави во таков случај? Значи, во случајот, господинот пие повеќе лекови, кои што имаат различни механизми на дејство. Тоа е и посакуваниот принцип да делуваме на различни механизми за да го исконтролираме притисокот. И јас кажав дека 10 дена се потребни за еден лек да има максимален ефект. Ако, господине, вие пиете овие лекови, ако ги пиете подолго време, тоа значи дека таа комбинација или тие дози не ви се доволни за да го исконтролираат притисокот. Што би требало? Би требало да се промени комбинацијата на лекови, за да се воспостави контрола на притисокот. Ако после исцрпување на сите можни комбинации на лекови не успееме да го исконтролираме притисокот, тогаш збориме за резистентна форма на хипертензија. Значи, тоа не е случај кај господинот. Статистиките велат дека таа е застапена кај 5 до 10% Значи во мал од пациентите, затоа што во поголемиот број од случаевите збориме или за несоодветна терапија, несоодветни дози на лекови или несоработка на пациентот. Многу се ретки тие со резистентна хипертензија. Тука веќе доаѓаат во предвид некои други механизми, интервенции, кои што не се предмет на нашава емисија, нити господинот спаѓа у таа категорија. Така, да. Значи, да си појде господинот на доктор, да си се исконсултира за промена на терапијата. Промена на терапија е решението во неговиот случај. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Ве молам, поздрав до вас и да го прашам докторот, дали може накнадно терапија да се прима? Пијам на сабале амлодипин од 10 мг и лориста навечер од 50, а друг доктор, не тој мене што ми вршеше интервенција, ми рече и кордипин да пијам. Па за тоа ми се собијат повеќе лекови, иначе хипертоничар сум долги години. Да немате никакво Не подпрашање разбрав што само? беше А што прашањето? беше, јас не го разбрав. Што беше прашањето? Почетното прашање, тука не ве разбрав. Не ве разбравме, не ве слушнавме. Ало, слабо ве слушам. Да, и ние не ве разбравме сосема добро на самиот почеток, значи прашањето што ви беше, дали можете да Да пијам плюс лекови други, да, земете кордипин, покрај да, оваа со ова терапија терапија. дополнително лек. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Во случајот, пациентката е советувана од друг доктор да додаде лек во терапија, што е сосема коректно, легитимно, ако тој друг доктор е запознаен со терапијата што пациентката веќе ја пие. Јас да не грешам, господјата рече дека пие лориста навечер, лерканил наутро. Лерканилот, господје, е калциум антагонист, исто е и кордипинот. Тие два лека заедно не се препорачуваат. Може би другиот доктор не бил запознат со вашата терапија. Значи да, ако притисокот не е добро контролиран, се препорачува да се додаде друг лек
Меѓутоа, тоа треба да го направи доктор што е запознаен со вашата терапија и со вашата состојба и со вашите болести. И сосема на крај на денешната Тилма амбуланта да ве прашам дали кога ќе се измери висок крвен притисок, ако земеме некое средство за смирување, може да се симне. Што обича се практикува? Мислите да се симне повеќе од што сакаме? Не, туку да се регулира. Еве, ќе се напијат конкретно диазепам пијат повеќето пациенти. Видете, диазепамот не е лек за хипертензија. Тоа е лек за смирување, вие убаво рековте. Најдобро е да се најде друг начин, друг модус, како да се смириме, како да се релаксираме, да не биде тоа со лекови, или да се најде решение за проблемите кои што ни ги предизвикуваат стресовите. Ако веќе има потреба од некое средство за смирување, подобро е да се земе некој чај, како валеријана, например, уште од векот што се користи, знаеме дека делува смирувачки, или можеби чаша вино, во релаксирана атмосфера, со, не знам, во тишина, со затемнување на просторија, неголи да се прибегнува кон диазепами и други лекови за смирување. Докторе, значи доколку навремено се диагностицира хипертензијата, се стави под контрола, се лекува, може да се дочека длабока старост. Односно се живее нормално со овој проблем. Така е, проблемот е реален, светски, застапен е и е проблем на нашиот начин на живот. А векот го одредуваме повторно ние. Така. Ако ги смениме животните навиките што е до клучно. животот, ќе допринесеме да имаме подолг период здрави крвни садови и квалитетен живот. Значи, покрај медикаментозната терапија на вашите пациенти, секогаш ми советувате да го променат и животниот стил. Тоа е број 1. Со тоа се почнува. Кај секого. Не толку е нелогично, значи, ние да истураме лекови, хемија во нашиот организам, а да не примениме тоа што е здраво за нас. Мислам, тоа е абсурдно. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта, за сите корисни совети и препораки поврзани со денешната тема. Благодарам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.